Добра вечер, гледачи. Денешниот мој гостин, Рубин Земун, е директор на Центар за истражување. Напред. Со него вечерашната тема на туризам во главном ја започнала со првичните сознанија за конгресот кој беше, симпозиумот кој беше во Битола и во Охрид, во кој дел од тоа беше и туризмот, и поради тоа токму и ве поканив да ми бидете гости. Добро вечер. Благодарам на поканата да учествувам. Ние се знаеме, колеги сме по-долго време и драго ми е што ете и ваква емисија постои во нашиот медиумски простор да може да промовираме културното наследство и тоа да го поврзиме со туристичката валоризација. Таква една идеја уште која правевме првата конференција во 2012 година, Водици Охрид, беше идејата да ги направиме интердисциплинарна конференција, меѓународна, во која што ќе направиме промоција на културното наследство, на тоа да имаме туристичка валоризација, да се искористат медиумите, поготово новите медиуми, што ги викаме сега, тоа сега се вика, сега се вика на друг начин, или дигитализирани и така натаму. Социјалните мрежи. И локалниот економски развој. Значи, овие, да кажеме, 3-4 научни области, на некој начин да ги ставиме да интерактивно и дисциплинарно да се работува, за да имаме подобри производи и промоции дека натаму. Ете, устидавме да организираме и 12-та конференција беше ова година, каде што секоја година имаме над 50 на 60 на реферати. Ова година имавме исто над 53 точно реферати имавме, со учесници од 11 земји, некои беа физичко присутни, некои беа онлайн присутни, откако почнува ковид, пандемијата и новата реалност, што ја живееме. За жал, да, новата реалност, се повеќе има и, така да речени, хибридни конференции, со физичко присуство и со онлайн. Имавме, значи, доста и онлайн, меѓутоа тоа што е добро, што по секоја конференција имаме публикацијата, се објавува, ете и ова година промовиравме ланската публикација, и сметам дека даваме еден конструктивен принос кон развојот на научната мисла, на стручната, експертската исто мисла, разменуваме искуства, меѓународно, на меѓународно ниво, и со тоа придонесуваме на некој начин да што подобро се развиваат овие области, пред се заштита, промоција, културно наследство и туристичката валоризација. Се разбира, тука имаме постојано трудови и од областта на туризмот, кој што ја не сум експерт сега многу по тоа и кој имаме допирни точки, меѓутоа прилично се објавуваат интересни трудови за како да најдеме подобро да се развие, се промовира туристичките вредности, производи кои доаѓаат до културното наследство и со тоа да имаме поголем, да кажеме, поголем број на туристи, поголем прилив, а со тоа и барем овие што се, да кажеме, да се наречени туристички локации, места што емитираат, нели туризам, да имаат и локален развој, бидејќи голем проблем со кој се соочуваме последните, да кажеме, 30 на 40 години, и дека токму таму каде што се наоѓа нашето културно наследство, селата или локациите, се повеќе се депопуларизираат, се помалку и помалку луѓе, поради тоа што немаме и соодветен, да кажеме, локален развој, одржлив развој, за да може тоа на некој начин да се самоодржува, sustainability или што викаат на англиски. Да, дефинитивно мора да функционира. Кажете ми, мене ми интересира, рековте ова е 12-та среда, беше, да. Колку има некакви промени во однос на тоа што мене конкретно ме интересира искористеноста на културното наследство во можност на туристичка презентација и колку тоа овие конференции помогнале да нешто мрдне од Па, знаете, се може би
Не сме направили таква една евалуација, ќе кажам мои лични согледувања. Прво за Охрид, да кажеме, за Македонија се направи една добра промоција во научната јавност. Знаете, ние од научниците се од археологија, историја, етнологија, византологија, така натаму ги знаат нашите вредности. Меѓутоа, другите научници што не се директно занимаваат со овие, малку го познаваат и Охрид, и Македонија, и овој крај, колкава е вредноста. Тоа што успеавме е, да кажеме, го промовиравме Охрид и Македонија се разбира во научна јавност во светски рамки. Значи, досега сме учествувале над, да кажеме, 500, да кажеме, реферати од кои што најмалку се 200-300 врвни научници, да кажеме, спети меѓународни, кои што нормално преку мините се публикации што објавуваат и се промовира Охрид и придонесуваме да доаѓаат секогаш нови. Значи, на секоја конференција ние 30-40% имаме нови, да кажеме, научници што доаѓа, веќе слушнале од нивните колеги, значи позитивна промоција се прави. А најдобра пропаганда е кога ќе слушаш од твој пријател. Дека е убаво. Дали овие конференции само во Скопје се во Охрид се одржуваат или бидејќи има учесници од многу држави, нешто има? Главно во Охрид и благодарност до Македонска академија на науките, што куќата на Уранија постојано ние отстапува тука да биде физичкото присуство. Една година бевме во Струга, а ова година решивме да еден ден биде во Битола, бидејќи Битола, знаете, Пелагоничкиот регион заслужува една подобра промоција на културното наследство. И гостите навистина беа презадоволни што бевме и во Битола, ги посети и тамо нормално тоа што можевме во еден ден да ги посетиме, барем музеот, чаршијата, така натаму, Хераклија, за жал, неавме време да посетат, меѓутоа, со самиот факт што тие се видеа дека и Битола има такво значење, нормално сега преку интернет тие ќе споделуваат, ќе видат, сепак мора да кажеме кај ова, да кажеме, социјалните мрежи, интернетот и новите медиуми добро се користат за денеска и за Македонија, бидејќи кога нешто те интересира, веднаш може да најдеш фотографија или податоци. Не поради тоа што ние сме направиле нешто, меѓутоа што некој странски турист бил, па го ставил на тие Google мапови, не знам, алатки, и кога ќе дошла таа локација, веднаш кажува дека некој гостин ставил фотографија од таму. Така што, пак ќе кажам, разговаравме пред тоа, понекогаш не сме ние толку стратешки поставени и работите нас ни врват, нели, пред очи и пред нос, не сме на тоа организирани, меѓутоа тоа е добро што странците го прават. Ние како гледаме из Охрид денеска, колку убави видеоклипови на TikTok и на така натаму имат од странците. Секоја година имаме за Галичица, за Јабладица. Значи, многу подобри снимки прават странците него ние што може нормално од технолошки развој го направиме. И нивното доживување и нивниот агол на гледање е многу битен. Бидејќи јас сум научила со екипата на Јаху своевремено дека работевме, дека Паско Кузман не собра во кабинетот кај него ја покажуваше маската, тоа морам постојано го кажувам. И како маската идеше од рака на рака, тој кажува кај ја открил, од кои периоди, што е, ги гледаш дека тоа не допира до нив. Додека едно време не праша еден од нив, а ова на берза колку пари би било, Паско како Паско лупна голема цена, за нив тоа стана вредно. Јас го научив тој начин на гледање на странците према нашиве работи, бидејќи не е она што ние го чувствуваме, него е многу битно тие како тоа го доживуваат. Толку така убаво зашнавте, дека сепак ние можеби, барем за Охрид, се разборувам, и премногу малку сами го вреднуваме. Пример, значи, како вие појдете во Дубровник, за да престоите во Дубровник еден ден, дали странец, дали Хрват или од Балкан, од некој, да потрошите прилично големи пари. Така ли? Најмалку ја кога бев 4-5 години со семејството, бевме најмалку за еден ден во Дубровник без пиење. Така ли, само што го видовме, знаменитостите, нешто да се напиеш, дека натаму потрошивме 150 евра за еден ден. И тоа многу скромно што така. И паркингот во Дубровник ти се паркираш 2-3 километри надвор од градот, па да влезеш во Дубровник пешки.
Така, значи, ние прво него заштитуваме Охрид како Охрид, нели? Премногу ја вреднуваме, да што кажувате ви кој кајте вредноста, тоа веќе сосема друга вредност. И мислам дека тука мало ние проблеми самиот наш пристап према тоа наше културно добро, да кажеме, и природно добро што го имаме, и ете, можеби тука треба да поработиме, да ги промениме нашите размислувања, нашиот пристап и нашиот однос према тоа културно наследство што ги имаме. Не само за Охрид, сега за пример Охрид како нели стожерен културни центар, нели? Е еден од дестинациите кои се најпосетени. Скопје и Охрид се секогаш места кои се најпосетени. Ние пред да почнеме разговорот, јас напоменав дека мене многу ми пречи што Охрид се презентира само како културно наследство. Меѓутоа, Охрид го има и ја има и својата природна вредност. Тоа е езерото со флора и фауна која нема никаде на друго место уникатна во свет. Ние не сме го искористиле или не сме го презентирале тој момент доволно добро за да гостинот кој ќе дојде биде свестен дека не е тоа само некоја вода, него е некое богатство кое го нема на друго место. Охрид е од УНЕСКО како што заштитено, тоа се некоја природно и културно добро. Значи прво природното е ставено, после само ние тоа природното малку не толку многу се грижи. Не можам да сватам да нема музеј на тоа природни вредности, да човекот може да види со свое око. Зашто толку вредно, да. Сега конкретно борем се такви технологии да не треба многу скапо и да тоа биде приемчино за секој турист кој ќе дојде да види кое е богатството што Охридското езеро го има. Па вие денеска не можете никаде во Охрид да видите пастрепе кај што плива, нели, во аквариум. Да. Или јагула да видите. И да плива на аквариум. И каде поите во овие светски центри, нели, на море, вие секаде имате аквариум, нели, жив. Дубровник. Дубровник. Секаде има аквариум. Сите риби што ги има во Дубровник, па и во Сингапур ако појдете. Јасно. Александрија, јас сум бил исто, че каде појдете, аквариума, значи природното богатство нека мора да се презентира. Дефинитивно. Го имаме музеот на Незлобински во Струга, меѓутоа тоа не се живи. Препарирани. Тоа се репарирани. Благодарност на Незлобински што тоа го направил дали пред Првата светска војна и после Втората светска војна, меѓутоа живите ние ги немаме. Да видат луѓето што било тоа дале, како тоа функционирало, го има во Незлобински, меѓутоа вака малку да е што го кажуваме ние музеј во живо да се стави тоа на некој начин, го немаме, а токму тоа го носи културното добро и природното добро во туристичка валоризација. Точно така. Начинот на јас сум долги години во туризам, начинот на кој ние ја презентираме Македонија со низините културни богатства, едноставно не е доволно презентирано онака како што би требало за да привлече секој граѓанин од светов токму за Македонија да се одлучи да дојде да види. Луѓето по другиве држави навистина многу се трудат да направат и ќе отидете таму, веројатно претпоставувам сте биле, свесни сте дека тоа што го кажуваат е измислена приказна, ама вие паѓате на таа приказна. Да. Ние имаме вистински приказни кои не знаеме да ги искористиме. Да ги валоризираме, за жал. Знаете, мислам дека едно време добро се одеше тоа експлорит Македонија, па се прави некои спотови на CNN, се одеше натаму, кај што добро се промовираше културното наследство. За жал ние сета наша промоција ставиме само по некои си саеми да се оди, не знам, Белград, Берлин, не знам каде се оди по саеми организирани, и тоа многу скромно со некои штандови, нели таму одиме во една голема конкуренција која ќе дојдат таму големи држави и градови, нашите штандови се или скромни и нормално тоа не привлекува. Не само тоа, јас на многуте од саеми на кои сум била, нашите луѓе одат и ќе земат таму девојчиња локални, кои делат проспекти, кои делат проспекти, меѓутоа не ја знаат, не можат тие да раскажат за Македонија. Може само ти даде проспект да го погледнеш и да те упати на некој од овие на штандот што се, кои обично се или на некои состаноци или нешто, така да нема време на обичниот граѓанин да му ги дадат дотичните информации. Па да, мислам дека тука нешто треба да се промени, бидејќи и таму кога се презентираат главно одат хотелиерите, тие ги презентираат, што зема некој занаечија, не знам, од Охрид, што правил бисти дека натаму,
Јас мислам дека тука треба малку подобра подготовка претходно да се направи, една година порано пред да се одржи сајмот, треба да се вклучат институциите, наши музеите, наши заводите за заштита на спомениците. И пак тоа ќе зависи, јас Борев се кажува во една изјава има во едно гостување во медиуми, па го пренесува повеќе медиуми, некој погрешно го дораме. Значи, да се треба добра стратегија, барем за Охрид баш се вата. Значи, една добра стратегија на сите инволвирани страни, за да може после од тоа да се извлече туристички производ што ќе се продава, ќе се промовира. Меѓутоа, ако ние немаме добра стратегија од сите инволвирани страни за заштита на Охрид, за развојот на Охрид, 30 годишни, ја реков, значи ние немаме ни 10 годишни, 5 годишни немаме стратегии за развој, камоли 30 годишни. Меѓутоа, за името што го има Охрид, како бренд во светот што сите знаат што е какво, ние мора да за Охрид да направиме 30 годишни некои стратегии, нели, не мора да се нека бидат проекции, не мора стратегии. Па после на 10 или на 5 години се прават стратегии на основа таа проекција. На основа генералната проекција да се тоа презентира. Дефинитивно е тоа така. Саемите со години се исти. На исти штандови дури немаат ни идеја да сменат нешто во тоа. Истите луѓе доаѓаат, истото се зимаат девојчиња кои тука ќе делат проспекти, тоа завршува на таков начин. И ништо не се менува следната година. Многу користиме ове новите современи технологии дигитализираните. Ја, например, ќе кажа на искуство бев во Москва 2018 година, тие новите солидери, нели, не качија, нели, горе на 50 некој спрат таму, и таму една соба ни ја прикажа цела историја на Москва во рок од 5 минути со 3D. Дефинитивно. Никој ништо не зборуваше, во некој си 3D, картон филмови, цртани филмови, и секој турист ја разбра историјата на Москва за 5 минути, од неолитот до современијата. Значи, такво нешто и нас не фали. Или во тие што се вртеа, дали има тоа што вртат на зградите, секој се покажува дигитално тоа направено, но овој праве што се наоѓа Боровин, или тамо кај Наполеон, или имал битка, тука е Боровин и ти кажува што се случува со фотографија, нешто со некоја се 3D анимација или дигитална анимација, и веднаш што остана на туризмот впечаток. Ви каде појте во Македонија ние такво нешто немаме. Не само што немаме, ние и оно што го имаме не знаеме како да го покажеме, како да што е најстрашно, мислам и дека голем дел од туристичките работници не си ја знаат доволно државата и едноставно не се свесни што да поедите во хотел, ако гостинот сака нешто да разгледа, едноставно нивните вработени не се доволно стручни да му кажат каде и што да види. Така. Па знаете што, на голем број туристички водичи да ги прашате каде тоа што се настата беничката маска, или во Охрид, не за да кажат. А голем број на туристи кои што се мало поедуцирани, се да кажеме, кои што слушнале за маската од Требенич и натаму, сака да го видат тоа место. Пора нема знаеме дека маските не се тука, нели, тие се во Софија и во Белград, меѓутоа може да прави некоја имитација, може во таа локација, не знам дали сте биле во Микена на Пелопонез, значи тоа во Микена што се продава, а там ги посетуваат над 10 милиони туристи годишно доаѓаат во Микена, нели? Тоа е една дупка, така. Јасно. Кај дупка 2 на 3 колку е таму и кажува тука, нели, Шлиман ја нашол маска да го мон. Нели? А ние кој да поди во Горенци или во Требенище, така што се тоа? Нема што да види. Нема што да видат. Барем една дупка да знак да има дека тука се било. И од тоа нормално да има, нели, валоризација. Така што во правосото што тука, кај нас ништо не се кажува. Или ете, многу со конференција многу атрактивно е Коџаџик за турците. Или голем број ова што доаѓаат се турци научници, или на конференцијата. И тие сите бара да ги однесиме во покрај тоа што ги носиме во Битола да го видат, нели, споменсобата на Ататурк што учел гимназија, сака да видат каде бил роден татко му, пошто тие се образовани луѓе. Али Риза татко му на Ататурк, на Кемал Ататурк, нели? И се линија од Охрид, од Струга, од Скопје до Коџаџик нема како да ги однесиме. Па што правиме, не знам, наши аранжмани, така што сика со комбија, со мини бусчија ги носиме таму, да видат одличен таму има една куќа направена на Али Риза, нели? Меѓутоа
Знаете, ние, не знам статистички, не сум во тоа многу уходен, меѓутоа ние сигурно имаме над 20.000 годишно туристи од Турција што ни доаѓаат. Да, тие се по голема бројка и се на врвот на посетители во Македонија. Ако од тие 20.000 туристи секој да остави по 10 евра во Дебар, во Жупа, во Коџаџик, тоа се приходи за самата општина. Одржив развој тоа за самата општина. Дефинитивно не. Еве, кога веќе го зборите, ми иде мислата дека туристот кој ќе влезе во Македонија за да отиде во Грција, поминува само по една патека, по една пат кој нема кај да застане, нема што да купи, нема кој да му раскаже приказна. А буквално тука по тој пат може да се раскаже цела Македонија и да се види цела Македонија. Ретко кој ќе отиде кај Стоби, бидејќи нити има табла, само на 300 метри колку е од автопат. Нити има табла, нити има некој кој може да ги упати. Табла од 20 гледа, или една табла што е баш кај што е кај што се скршнува. А вие да поидете во Србија или да одите на Цигова, одите си да патувате, е да и за мене измислена Јустинијана Прима, не е таму кај што кажуваат, нели србите таму кај Лесковац, нели како го викаат тоа место, заборав се. Не ми текнува. Меѓутоа има табли, цел автопат, кога вие се доближите на таа раскрсница во Лесковац, после Лесковац скршите према Јустинијана Прима, цел пат, баре 10 пати ќе го видите тој знакот, така ли? А кај во Стоби, дека појде само едно ќе видите Стоби, да не се каже што се скрштува. Да се задржиме на истата тема. Таор е на патот, едноставно кај што е роден Јустинијан Прима. Нити имате табла, нити имате можност да отидете да видат луѓето дека човекот е таму роден, дека од тука потекнува. Па има тука археолошки локалитет, има. Не колку тоа заштитено, јас бев пред 10 година последен пат таму, ама има локалитет, може тоа да биде Киро исто доста добро го работи тоа, не е. Тоа е валоризирано, може се тоа валоризира. И тука сме во тие сегменти многу слаби. Мислам дека генерално не постои Царечи град, сега ми текна во тоа во Србија, Царечи град. Ние генерално немаме политика. Туризмот е во рамките на Министерство за економија, имаме оддел туризам, во кој освен работење за подготовка за саеми, за евентуално евиденции на туристички објекти, добивање лиценци, друго ништо не се од таму. Да, има и агенција за промоција. Агенцијата за промоција исто така со години работи, меѓутоа апсолутно нема улога на промотер на Македонија. Него едноставно е нешто... Со врзани раце повеќе, кажам. Не само со врзани раце, него едноставно е препуштена на времето. Нема некоја стратегија да речеме оваа година Пелагонискиот регион ќе го разработиме, ќе ги носиме луѓето, или па следната година Охридскиот регион и така, на секој начин да тоа биде направено. Од друга страна... Сите региони заслужуваат, сите региони имаат богато културно наследство. И сите имаат богато наследство. Дефинитивно, ја многу често го кажувам пример Кратово. Кратово е за мене приказна. Еден приватен човек купи куќа и од низе направи приватен сместување и го заживеа градот кој веќе почна да замира. Едноставно, вие сега не може да не дојдете во Кратово, да не видите дека има туристи секојдневно, дека шетаат, дека сами од себе го открија Кратово, наместо ние да тоа го направиме. Богат со стари куќи, со мостови, со храна, со луѓе кои престојувале тука некаде. Дубровачка улица имаат во која живееле дубровчани трговци. Имало врски град, трговски врски. Ние не успеавме да речеме да ништо направиме повеќе од тоа. Едноставно градот сам заживеа од себе, ама не се најде нити да препознае општината, нити власта, нити овие задолжени за туризам дека нешто повеќе од тоа може. Го земав како пример. Тоа многу често може да биде, скоро речиси, со секое поголемо место во Македонија. Апсолутно, знаете, има уште една гранка која што може да служува да зборуваме, тоа се тие така наречени креативни индустрии. Едно време, знаете, кога се развиваше, се промовираше
занаетчиството, колку толку нешто се субвенционираше и така натаму. Меѓутоа се тоа не успеваме да го тоа подвижиш за пчаникот да фати да се да врти тркалото. Дали е тоа поради, да кажеме, целокупната општествена и економска ситуација, па депопулација, луѓето се иселува нели од Македонија, млади генерации се помалку се интересираат нели за занаетчиите, традиционалните занаети дека натаму. И земјоделските, да кажеме, и во земјоделието има прилично што да се пофалиме, нели, кај нас. Дефинитивно има. Така, не само во занаетчиството. Меѓутоа, пак ќе кажам, сватам, нас е треба на секоја, ако ќе има секоја општина локален економски развој, ЛЕР единици, тие локални економски оделенија за развој, кои се викаат ЛЕР, нели, некако ми се исто така неактивни, може и тука нема во сите општини, 16 стучоците, нели, меѓутоа немаме доволно кадри кои што тоа треба да го на некој начин да го покринат. Иначе системски сме добро поставени, не е лошо тоа поставено, меѓутоа никога тоа да профункционира. Сега дали стадува збор дека не соодветни кадри, недоволно обучени, недоволно тренирани, или немаат искуство, треба може да се донесат или тука in-house тренинг, или треба тие да одат нели на друго место и да освен локални промоции, тука фали да речеме наградување. Нека е тоа една обична папир на кој ќе пише дека оваа година најуспешна посетено од гостите било тој и тој објект. Дали е тој ресторан, хотел или не знам, етно куќа или било што. На таков начин едноставно да се потикне да има, како да го кажам тоа, надпреварување помеѓу себе во луѓето кои се во туризмот. Да сватат дека нивната вредност ќе биде препознатлива и наградена. Тоа е можеби една од многу важните работи. Јас имав неколку разговори со туристички водичи. Тие се број 1 во Македонија, бидејќи го пречекува човекот, му дава информации, ние немаме решен статус на тие луѓе. Тие во главном тоа го работат буквално на диво, а се први представници на Македонија и на луѓето. Тоа е она што мислам дека кај нас е многу малце некој размислува дека треба да функционира. Не, сигурно повеќе знаете од мене, не сум во тој дел барем прилично. Иако ги гледам во Охрид, имам пријатели туристички водичи, меѓутоа, ова што вика тоа не е системско уредено и тоа е можеби една од, да кажеме, проблемите на тоа системско решавање на поструктурен пристап на целото поле, нели, на целата област, вклучувајќи од министерство. Јас сум за тоа, се согласувам дека може да има посебно министерство за туризам. Бидејќи во Македонија туризмот може има потенцијал да биде една од водечките гранки на економијата, нели? И дефинитивно е гранка во која не може да има загуба, не може да има... Не може, тоа е извоз. Ти увезуваш девизија, че ти извоз правиш. Меѓутоа туризмот не е само економија. Тоа може треба да го кажеме јасно. Туризмот покрај економија има угостителство, има хотелиерство, има културно наследство, најбитно, нели, за нас бидејќи ние, знаете, веќе сите знаеме туризмот веќе не е само на лето, него туризмот барем во овие земји како што е Македонија се богато културно наследство, што не само тие земји, 365 дена има туризам. Така. Дефинитивно. Еве сега се периодите кога се карневаливе, кои не се доволно искористени. Ја мислам дека во странство многу малци ги знаат тие наши карневали. Ја не верувам дека некој не би сакал да дојде да види мечкари, да види тоа што се случува во Вевчани, да биде дел од таа програма, да едноставно учествува во сето тоа. Го кажувам како пример, еве сегмент од Нова година па до јануари цел месец е исполнет со тоа и недоволно искористен во однос на тоа да тоа туристички го продаде. Па не знам кој го промовирал прво карневалите на туристички сајми. Не. Никој не промовирал. Така. Никој од нашите, да кажеме, incoming туристи, агенции за incoming, нели, не направил програма. И таа програма може би, не знам, не грешам што се вика, може би некој има, меѓутоа многу слабо е видлив.
Нели, нема ниту една, да кажеме, веб страна кој ќе престаи карневалот, меѓутоа ќе му даде да биде представени сите карневали. Ќе му даде туристички производ на тоа. Дефинитивно. Нели, ние имаме манифестации, речи си секој ден нешто се случува, меѓутоа најчесто и појдете од себе ги дознаваме од кога ќе се случат. Нема никаде некој преглед на тие најави, на тие програми, на тоа, за и нашите луѓе да може да тоа го посетат и да го видат. Да. Тоа не е само посета да видиш. Ке јадеш, ке се напиеш нешто, ке купиш нешто од таму, ке донесеш Сувенири, дома. да. Доволно е тоа за еден добар развој на туристички продукт кој секоја година ќе биде се побогат и кога ќе има такви напливи на луѓе да бидат подготвени да поголема понуда што вика. Апсолутно. И мислам дека е тоа кај нас исто на некој начин, иако е тоа културно богатство, да не речеме исто музика, народна носија, песна е нешто што е препознатливо во рамки на светот. Светот не признава во тоа. Ние недоволно го искористуваме тоа како туристички потенцијал. Па знаете, дека Македонија понешто е препознатлива кај соседните земји на Балканот е македонската песна и музика. Дефинитивно. И ете се со конференцијата, ние на секоја конференција посебен дел имаме, ги носиме во специјални ресторани сите гости каде што ја слушаат таа наша чалдинска традиционална музика. Нели? И се убаво расположение. И тоа можеби им останува и најнормално, најдобар впечаток на овие и конференцијата и тоа и музиката има со најголем впечаток. И поради тоа, нели, го промовираат тие кај луѓе што не се научници, и поради тоа и голем пропусен се јавува, сакаме да дојдеме кој ресторан со добра музика да го понудувате, се зборам за Охрид. Меѓутоа, апсолутно дека нашата, да кажеме, традиционална песна, меѓутоа и нашите прекрасни пеачи, ние не сме да ги брендираме. Се може не е во туризмот поврзано, меѓутоа гледаме што прави Србија, што направи со еден Томас Здравковиќ. Не само што филмот го направи, ама како и бренд направи и во самиот Лескавост става прилично голем број. Меѓутоа нашите, кажеме, пеачи Еве Есма, заборавен. Национален јунак. Нешто музејот што се прави на се распадна, за жал. Нема такво нешто. Се распадна музејот и не. Јонче Христоски го заборавивме скроз. Јонче Христоски од пеачите што ги јапеше, може да го бавите песни. Вие каде појдете во Хрватска, во Србија, ги знаат песни на Јонче Христоски. Дефинитивно. И во Бугарија, така што не знам што би кажала во однос на сето тоа, меѓутоа не сите тие собирања, можност на луѓе кои доаѓаат во Македонија. Го прашувам секој гостин кој ќе дојде, кои се впечатоците нивни за и доживување при доаѓање во Македонија. Прво, колку ја знаат Македонија, дефинитивно кај се наоѓа како локација и што е државата Македонија во однос на некои нивни сознанија и некои нивни доживувања. Сега тука мора мало и ние како научници да бидеме само критични. Јас сум прилично патувал во Полска, Украина кога немаше војна, Чешка, Словачка. За жал и научниците од таму за Климент, за Наум, за Кирил и Методиј не знаат од кај доаѓаат, ти мислат како од Бугарија. Дефинитивно, да. Значи ние и во таа, да кажеме, научна борба, нели очекуваме кај друг таа борба да ни ја води. Ние секогаш ги цитираме, некој рекол, што рекол, а не ние да преземе секогаш иницијатива. Не сме успеале да направиме дека е тоа препознатливо. Значи, за Полска ви кажувам, прилично сум разговарал со мислам, не знам за научници, за антолози, дека да зборувам за други експерти што не се историчари. Тие научиле во школа дека Климент и Наум, Кирил и Методиј се од Бугарија. Разбирате? И тие не знаат, и кога ќе им кажете, Климент Охридски бил во Охрид, дојдете и Наум и им кажуваме каде е тоа, тие прва се соочува со таа реалност и со таа вистина, така ли? Значи ние и тука мора да признаеме како научници малку сме придонале како интелектуалци, не научни, како интелектуалци, секој во својата сфера, економист, правник, било што да е, нели,
инженер, информатичар. Многу малку тоа да луѓето, интелектуалците им го пренесува, дека ало писменоста од Македонија е. Од кој ќе престојуват, ќе посетат некои од местата, нешто што е запознавање на Македонија, каков е нивниот впечаток од тоа? Прво се воодушевени, дека вакво едно место со толку големо културно наследство и со толку многу личности во историјата, кои што се великани, може да произведува, а денеска ова земја е, да кажеме, на некој начин во многу инфериорна состојба. Потрет се историски причи, никој не може тука да ги кривиме за таа инфериор. Не зборувам за сега, го зборувам за 100-200 години наназад, нели, во инфериорна состојба. Така да, ете, прво, тоа име загонетно. Меѓутоа, топлината што ја дава Македонија, што ја зрачи Македонија, секогаш сакат во Македонија да дојде да се вратат. Ете, тоа е, може би, впечатокот што најбрзо имат и што го шират тоа, да кажем. Значи, ние... И ќе донесат нови гости. И ќе донесат нови гости. Се видите, кога ќе дојде некој научник или стручњак, али тој е многу повреден, бидејќи тој има широк круг на студенти и на, не знам, соработници, дека натаму, кој што ќе им каже, околу што, не знам, некој турист кој што доаѓа само за на плажа да седи. Така ли? Јас многу пати никој не сака да навреда, никој не сака да потцена, меѓутоа вредноста, нели, на ширењето на можноста да се раскаже таа приказна на повеќе луѓе е поголема и поширока. Токму тоа. Ја многу пати сум кажала дека Македонија во делот на оние празни времиња, како да ги кажам, еве сега зимово, може да донесе во Охрид пензионери на кои ќе им биде поевтино да се тука месец дена него во сопствената земја. Меѓутоа ние тоа доволно не го искористуваме, а да не кажеме да им го направиме работно. Да не биде тоа седење, прошетка и јадење и спиење, него едноставно да научи музика, да научи да... Некоја активност, работилница. Работилница од која ќе излезе богат со некој нов занает или нешто што е. Абсолютно. И ние тоа исто така доволно мислам дека не го користиме како аргумент да привлечеме луѓе кои може да... Беше Холандија, нели, мислам, ги го прават, тоа тапилник е до, не знам, до септември, октомври. Да. Овој зимски период немаме. Во зимски период најповеќе гледаме овие пензионерите што Германија, Холандија, Шведска, одат во Црна Гора, во Бугарија, баш во или няколку шока гледам сознанија што ги имам. Тој период прилично добро го тие земи го искористуваат. Е сега вадата малку и на ова, дека ние како научници малку ги промашуваме работите. Јас се сеќам како дете во Охрид, во Југославија, имавме еден светски конгрес на историчари на уметност. Цвета Грозданов го организираше, не знам, Гојко Суботиш, не знам, начите, кој е меѓу тоа врвен исторична уметност, нели, од бивша Југославија, дека натаму, па со УНЕСКО се чавате, кој се спасуваше Света Софија, па исто од УНЕСКО до сите експерти кај натаму. Значи, и такви големи симпозиуми, ова нашето е мал симпозиум, да се разбере. Големи симпозиуми, конференции, кај што ќе застане државата позади и да се донесат еминентни, да кажеме, научници или од цел свет, од големите земји, и тоа исто спаѓа во една голема туристичка, да кажеме, маркетинг и пропаганда. Многу, може би помалку пари ќе коста да одите во Сајм во Берлин, нели, а поголем ефект ќе имаме. Ме разбирате, се дојде со 100-200 врни научници на една конференција и да се покажат нашето културно наследство, ама научни се кажеме врни светски. Така па и Нобеловци. Тука стигаме до уште една тема, тоа се сајми. Македонија нема сајм за туризам во кој ќе ги викне луѓето од страна. Едноставно да ја доживеат, да ја видат, да им се понуди Македонија, да се направат договори за соработка. Јас паметам мое време, сега кога зборуваме околу тоа, имавме многу конгреси во Охрид. Завршува сезона, јас се селев во Охрид, бидејќи таму морам да бидам, и имавме постојано летови од Белград, од Загреб, од Љубљана, да доаѓаат, и Охрид беше полн. Многу пати ми се случило да нема место да преспиам, бидејќи дошол ненајавен гостин, ќе го сместам во собата, па јас спие во ходникот за да...
Тоа е нешто што навистина исто е многу битно и многу нешто што не може да го нема. Секогаш има некоја таква варијанта на конгреси, на можност да ја запознаеме Македонија. Недоволно исто тоа го користиме. За жал, разговорот се ближи при крај, имаме уште 3 минути. Добро. Имаме многу тематика која може да се каже и токму поради тоа сум горда на оваа емисија што ја почнавме, бидејќи на некој начин колку толку мислам дека ќе допре до луѓе кои треба тоа да го разберат, дека треба да направиме нешто повеќе за да можеме туризмот да го направиме бизнис и да од него профитираме и да Македонија од тоа живее. Ама ова е туризам што е културолошки, да кажеме. Не тој туризам што е само одење на плажа и не знам. Дефинитивно, дефинитивно. Благодарам на поканата во секој случај, беше задоволство што поразговаравме, се осврнавме на некои, да кажеме, круцијални проблеми. Можевите помогнавме со еднаш разговор, кај некои иницииравме да направат воедина проекти што се поврзани со културно наследство и со туристичка валоризација и од тоа да имаме добивка бенефиците граѓани на нашата земја. И да бидеме препознатливи како дестинација во која може во секое време да дојдете, добро да поминете, да научите нешто, да видите, да пробате храна. Ние имаме сега во подем гастротуризам. Нема место во Македонија кое нема свој специјалитет. Така е. Ние Ама немаме кувари. Ние не сме го искористиле тоа да го промовираме. Куварите не си одат во странство. Па ќе си одат затоа што немаат работа тука. Ние едноставно не сме доволно оспособени за да можеме да ги задржиме тие кадри. Тоа е тоа што е. Да. И ако имаме и што да кажеме, и што да продадеме, и што да види, и да направиме дури да бидеме место од кое ќе учат како се... Па ја мислам сега ако мало време, многу се веште нашите жени од Трпејца, или Џомле зубово правазе, одлично, и мислам сите туристи се како бренд стана тамо, и во Радожда. Во Радожда прилично може се најдете нашите жени постари по возрастни, одлично, и пастрамката и крапот на струшкинике, на радошки начин само се прави. И тоа долго бренд постои. Може и сигурно и во другите во региони има такво нешто. Има, сите имаат по некои брендови. Многу ви благодарам што ми бевте гостин, иако јас имам некоја лесна настинка, мислам дека се потрудив да не се препознава тоа. Драго ми е да имавме можност да поразговараме и се надевам дека следниот конгрес ќе можам да дојдам и да погледнам, и учествувам, да не кажам дека може би нешто да остало некој научен труд. Јако вас ве познавам лично, вие сте индивидуа со големи потенцијали и можности, креативни размислувања и секој сте добро дојдени да нешто и презентирате од вашите искуства.